Дозволете ми да го поканам доцент доктор Владимир Мартиновски од Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи со рефератот под наслов Лирската сага за прогонството на Ристо Јачев. Повелете. Како што најавува и насловот, драги пријатели, моето кусо излагање ќе биде фокусирано на поезијата на Ристо Јачев. Сме во еден прекрасен простор во кој што има една прекрасна изложба на карти и мапи поврзани со Македонија. Мапи на кои што ја гледаме територијата на која што живееме, мапи на кои што гледаме дека во еден историски голем период се менувале границите, но мапи на кои што не може на прв поглед, може само да предпоставуваме дека во тие територии живееле луѓе и менувајки се тие граници влијаеле на судбините на многу луѓе во текот на историјата. Од таа перспектива јас ја говорам за најновиот поетски ракопис на Ристо Јачев. Ракопис кој што, затоа и така го насловив моето излагање, кој што е еден вид надоврзување и еден вид сума сумарум на лирската сага за прогонството од егејскиот дел на Македонија, се разбира во една литераризирана форма. Во најновиот 20-ти поред поетски ракопис, редење на времето на македонскиот писател Ристо Јачев, роден инаку 1942 година во Долно Родево во Воденско, Егејска Македонија, се сублимирани стожерните тематски пунктови обележја на неговата препознатлива поетика. Со оваа стихозбирка Ристо Јачев не само што ја продолжува, туку ја продлабочува својата 4-десениска макотрпна мисија на суптилен лирски хроничар на сагата за прогонството, но и за непокорот и величието на човековото достоинство. Проникнувањето на личната трагична судбина на прекинато детство. Пред малку слушнавме какви судбини доживувале нашите сонародници. И топосот на екзилот од родниот егејски крај се актуализира уште во стиховите од песната насловена "Ја немав среќата". Цитирам: "Пред да се родам одамна бев предодреден да бидам патник, да бидам гладен и бос гласник, да тропам од врата на врата." Во лириката на Јачев страдањето на прогонетиот, невдомен и вечно неспокоен лирски субјект ги надминува границите на индивидуалното искуство. И затоа е таа интересна за нас и во оваа пригода. Така што поетската реч во секоја песна добива статус на медиум низ кој се артикулира и страдањето на другите, како што вели Зонтак. Како она на предците, така и на своите врсници. Во оваа насока илустративни се стиховите од песната Длабока река. Цитирам: "Немирните деца, моите драги врсници, денеска се раскарани старци, болни од прогонства и самотија." Еклатантен пример за проникнувањето на личното и колективното страдање е токму песната "Ја немав среќата", со која што го почнавме ово излагање, во која всушност лирскиот субјект има чувство дека ги искажува мислите и зборовите на, цитирам, "некој што не е меѓу живите". И овие зборови се ми се чини не се мој, туку на некој кој одамна молкуму и спокојно заминал од овој свет. Се добива впечаток дека темата на прогонството во лириката на Јачев е транспонирана во еден вид философија на човековата трагична судбина. Лирското јас, но и човекот воопшто, во оваа поезија е едно кревко, кршливо, минливо суштество кое нужно ќе треба да замине, тоест порано или подоцна да биде изгонето од овој свет, одејќи бавно, но сигурно кон заборавот, како што се вели во една песна. Од тука во песната "Одам кон заборавот" постои еден вид папочна врска меѓу темите на прогонството во и од детството, топосите на минливоста, фрагилноста на човекот со, од друга страна, темите на староста и смртта. Цитирам: "Многу дамна некој запишал, во деновите кои ќе продолжат да се пластат и потаму ќе свети сонцето меко, ах, но само без мене. Како в празна куќа на полжав ќе продолжам јас да сонувам в темниот предел на мојот вечен дом,
под сувите лисија. Оваа слика на поетот кој продолжува да сонува и отаде во земниот живот, тоест во вечниот дом, е индикативна за сликата на поетот како лирски субјект во песните Одредење на времето и во лириката на Ристо Јачев воопшто. И покрај низата неправди, и покрај горчливиот талок на искуството, синтагма на Киш, поетот не отстапува и не мирува. И покрај живите рани и лузните од прогонството, и покрај темните тонови и напади, песимистички интонираните поетски пораки, лирскиот субјект не и се предава на безнадежноста. Напротив, низ песната поетот настојува да си го осмисли постоењето во тој неправеден и суров свет. И покрај свеста за минливоста и недофатливоста на сопствениот живот, како и на животот на се што постои, цитирам, попусто се надевав дека ластовичките ова лето нема да ја напуштат нашата куќа. Во песната "Се уште си играм", која е една од неколкуте впечатливи автопоетички песни од опусот на Јачев, лирскиот субјект е подеднакво свесен дека поетот во суштина е еден вид homo ludens, без разлика на возраста или моментното расположение. Цитирам: "Иако како вода од бистер поток ми протекоа годините, а и со некои окови сум изврзан што не ги сакам, се уште си играм со зборови и звезди, со кои ни сето минато време ниту добро, ниту доволно се изнаиграв." Иако наликува на најбезболесната работа на светот, како што велеше и Коневски, поезијата е игра која никогаш не може да се доигра и изнаигра, инаку поетите одамна ќе престанеа да создаваат поезија. На тој порив за игра со и низ јазикот, порив кој за смисла не прашува, кај Ристо Јачев токму тој порив е најсилното оружје против моќта на заборавот. Токму во чинот на повикување на сеќавањата преку поетското творештво, во некои од песните се сопоставуваат сликите на минатото, меморијата со оние од сегашноста, како на пример во песната "Подолу од гробиштата". Цитирам: "Долу каде некогаш беа плодни ниви и лозија, се е обраснато со грмушки и треви." Во ова сопоставување на минатото од детството и сегашноста се постулира и митската димензија на животот пред и после прогонството. Раното детство во оваа лирика ги има сите клучни одлики на митемата рај на почетоците, така што воопшто не изненадува дека и во поетскиот вокабулар на Јачев, лирскиот субјект во антологиската песна "Песочно зрно" признава дека, цитирам, "Од поодамна се обидувам да зачекорам во зеленото царство на мојот изгубен рај", како што вели поетот. Слично како и во поезијата на венцоносецот на Стручките вечери на поезијата од 2007 година, палестинскиот поет Махмуд Дарвиш, во поезијата на Ристо Јачев сликите од рајските спомени, оние пред прогонството, оние пред екзилот, се диаметрално спротивни од суровата стварност на сегашните, како што тој вели, запустени предели. Гледате како и на пейзажот се проектира таа слика. Од тука оваа антиномија болно не подсетува во секоја нова песна дека по повеќе деценискиот прогон, хронотопот на рајското дејство постои, за жал, единствено во сеќавањето на поетот. Од оваа перспектива, во завршните стихови од песната "Длабока река", лирскиот субјект со жалење заклучува, цитирам: "Денеска ми е сосема јасно дека никогаш нема да го бакнам прагот на старата црквичка во која ко жолто цвете првпат ме искапија." Но ако во реалноста родниот крај е запустен и радикално променет, поезијата на Јачев покажува дека низ чинот на сеќавање, пеење и мислење, поетот сепак може да го реконструира, макар во хронотопот на песната, својот загубен рај. Во едно интервју од 1998 година, поетот Јачев истакнува дека искуството на прогонството е неразделно од неговото поетско кредо. Цитирам: "А може би бев и предодреден за регистратор и патник и скитник и страдалник. Се нарамив со најтешкиот товар и тргнав по светот. Па така искинат бос и гладен својата жет
ја гаснев со звездени гледки, со млади шуми, со димни гори, со луди прогонства. Во овој контекст, сеќавањето на пейзажот од родното дејство во Егејска Македонија, но и сеќавањето на тој детски јазик, на јазикот токму на воденскиот говор, во оваа поезија се проткајуваат и стануваат вечно врежани во меморијата не само на поетот, туку и на идните читатели. Тие сеќавања поетот секогаш и секаде ги носи како најголема драгоценност, како во песната Земја, цитирам: "Од раѓањето мое на босите нозе ја носам земјата од родната грудка." Во неколку впечатливи лирски остварувања, како и во повеќе своји претходни стихозбирки, Јачев покажува дека умее не само да се сеќава, ами и да пее раскожно на својот мајчин воденски дијалект. Но песните од циклусот Враќање, например, го апострофираат токму парадоксот на враќањето дома по долгото отсуство, тоест прогонство. За прогонетиот, средбата со остатоците од изгубениот рај носат нови горчливи искуства, бидејќи времето, сакале тоа да го признаеме или не може да се врати. И тука е целиот парадокс на поезијата од почетоците до денес, која што пее за носталгијата. А за тоа сведочат стиховите од песната "Сепак се вратив". Цитирам: "Денови вешетајки низ нашата корија, со костени, безброј пати се прашувам, дали сум среќен оти се вратив и дали е среќа низ жолтите лисја да си ги слушам чекорите свој, кои некогаш беа меки и детски, а денеска се тврди и старечки." Нешто потоа, се вратив, па сепак се ми се чини многу далеку сум во мигов, кога низ мене шетаат избезумени детски крикови, убавиот питом говор на мајка, гласот помешан со крупни солзи на галебите. Искуството на враќањето и соочувањето со тагата на живите спомени е болно и затоа што поетот како субјект што помни, мора да води еден вид Дон Кихотовска битка против заборавот, што особено е актуализирано во следниве стихови од песната "Дојдов". Дојдов, а што оти дојдов? На длабокиот татков дол сите ми имаат заборавено. Дури и моите мали и сакани кои понекогаш плачеа вутрини неутешно ко прогонети ангели. Како поет на обездоменоста, уште Миодраг Друговаc ја користи оваа синтагма за Јачев. Поетот во оваа поетска книга "Редење на времето" ги реди настаните кои го предодредиле неговиот животен и творечки пат. Во таа лирска ретроспекција, пейзажот има стожерно место, пейзажот на Егејска Македонија, особено на воденскиот крај. А поетот одново покажува усет за суптилен сликар за природните убавини. Во оваа поезија на копнежот по загубениот рај, во оваа поезија во која на најразлични начини се раскажува приказната за летот на ластовичката на која е забрането да се врати дома, како во песната "Никој не е вечен", доминираат елегичните, се надевам дека дадов доволно аргументи, елегичните, па дури и меланхоличните расположенија. Но од друга страна, едновремено лириката на Јачев, согласно генералната оценка на Друговаc за ова поетско писмо, е сведоштво, едновремено крик, протест, бунт, но и опомена. Во лириката на Јачев го среќаваме копнежот по родниот крај, но и копнежот по таа чиста, примордијална моќ да се доживеат убавините на светот која што има детето. Во и преку лириката на Ристо Јачев одново се гледа дека и јазикот, особено во песните испеани на воденскиот говор, може и е де факто татковина која секогаш со себе се носи. Татковина од која никој на овој свет не може да ги изгони поетите, но и оние што ја читаат таа поезија. Ви благодарам. Ова кусо излагање го помисливме и како еден вид диптих. Значи, ова беше вербалниот дел. Првата стихозбирка на Јачев, објавена 1957 година,
носи наслов Кавал и магија. Мислам дека воопшто не е случајно што кавалот се споменува повеќе пати во поезијата на Јачев и што кавалот се појавува уште во 19-тиот век во она, може да кажеме, најпарадигматична песна поврзана со носталгијата. Сите ќе се сетиме на завршните стихови од Тъга за југ, на таа поетска слика од поезијата на Миладинов. Во оваа пригода сакав да го завршам практично и тоа да биде еден вид музички заклучок, ако може така да се нарече, токму со звукот на кавалот во овој прекрасен акустичен простор да го пуштиме.